Се уште е во критична состојба 53-годишниот маж кој вчера се затру на фарма во Свети Николското село Амзабегово, а неговиот колега почина. Дополнителни испитувања треба да покажат дали ќе има потенцијални мозочни оштетувања. Нивните соселани денеска одвоја коментираат трагедијата. Велат, мора некој да сноси одговорност доколку се утврдат било какви пропусти. Таа фарма работи тука 50 години скоро. Вакво нешто до сега не се случило. А какво е тоа направено и од газ да се затруе од амоњак, за мене тоа ми е баш чудно. Тука треба сега некој да сноси одговорност за тоа. Не може тоа така да биде отворена таа шахта и да улева кој сака унатре. Во текот на вчерашниот ден инспекцијски надзор на лице место изврши и трудов инспекторат. Инспекторите утврдиле дека починатиот работник немал респираторна заштита, а во текот на денот работодавачот треба да им ја достави целосната документација. Од страна на инспекторите е задолжено работодавачот во текот на денешниот ден да ја презентира на увид потребната документација и по утврдување и разгледување на истата, Државниот инспекторат за труд ќе излезе во јавноста со целосна информација за случајниот настан. Според првичните информации, сега починатиот работник ја отворил решетката која ги поврзува халата со дупка. Тој се симнал внатре за да интервенира на заглавениот чибер кој го повлекува течното ѓубриво од халата кон дупката. 45-годишниот работник починал, а неговиот колега кој притрчал да му помогне во последен момент бил извлечен од останатите колеги. За каков газ станува збор ќе покаже обдукцијскиот наод.